буквата Ј, Јакобус Хаверин. Народната банка на Република Македонија во Скопје го има ексклузивното право на печатење и издавање на нашата валута, а во апоени од 100 денари во 1996 во позадина е гравурана градот Скопје од 1594 дело на холандскиот графичар Јакобус Хаверин. Гравурата денес се чува во Нимберг, Германија. На гравурата се гледаат тогашните Долни град и Виргинската ливада, додека некои извори сметаат дека ова е слика од спротивната страна и на неа се гледа реката Серава. Се среќаваме со едно од останатите имиња на градот, Скопје. Оваа слика, како и самиот локалитет, се уште се истражува, но сигурно е дека ова е можеби најбитната точка на идентитетот на Скопје. Во текот на 13-тиот век, по примерот на другите византиски метрополи, Скопје го добива својот прв своевиден трговски центар, монументален трговски занаидчиски објект кој во тоа време представувал една од најголемите и најскапи инвестиции не само во Скопје, туку и во поголемиот дел на Балканот. Овој објект, кој целосно е видлив на познатата гравура на холандскиот графичар Јакобус, чии последни остатоци биле разурнати дури во првите децении на овој век, се наоѓал во јужниот дел на Доленград, во близина на бедемот покрај кој минувале заштитниот канал со вода и коритата на Лепенец и на Вардар. Објектот имал 15 издолжени сводови под кои се наоѓал голем простор од најверојатно околу 1200 метри квадратни. Таму е Скопје.